Македонија памети многу катастрофи низ својата историја. На црната листа води скопскиот земјотрес со околу 1100 загинати и 3000 повредени. Ланските поплави со 22 загинати досега според жртвите е втора, веднаш зад катастрофалниот земјотрес елементарна непогода која што го погоди Скопскиот регион. Скопскиот регион изобилува со воден потенцијал, како со реки, така и со подземни води и бунари. Скоро по средината на градот Скопје протекува реката Вардар, а во неа се сливаат Треска, Лепенец, Пчиња, Серава, Маркова река и Кадина река. Фактот што во овој регион се сливаат повеќе реки, при обилни врнежи, градското подрачје и Скопската котлина се подложни на поплави. Опасноста е дотолку поголема затоа што речните корита не се регулирани, со исклучок на дел од коритото на реката Вардар од населбата Хром до населбата Долно Лисиче. Во ова досие говориме токму за тоа, колкав е ризикот од поплави во Скопје, но и во Македонија, како сме заштитени и кои делови од Скопје, но и од целата република се ризични да бидат поплавени. Нема град во Македонија што може да биде загрозен од поплавите. Нашите поголеми реки се добро регулирани, особено во урбаните средини, ова го тврдат македонските хидролози. Генерално, градовите се побезбедни од селата и од земјоделските површини. Критични точки сепак постојат на речиси сите реки низ државата, но зафатите за хидроцентрали, за брани, но и редовното чистење на речните корита и каналите за одвод и наводнување го одржуваат високото ниво на заштита од поплави. Речиси секоја година, во мај или на есен сепак се поплавува и Горен Вардар, областа Студенце, Копанце, Ротинце и така натаму. 2 години поред поплави го зафаќаат и Штип, Отиње се поплави, исто така и Прегалница го поплави Штип, Струмичко, Кочанско и Пелагониско. Вардар кај Егуновце, Таори, Ногаевци, Демиркапија, Брегалница од Кочани до Штип, Пчиња кај Пелинце, Црна река кај Новаци, а Треска над Македонски Брод. Нашите реки многу пати ја покажале својата мок и поплавувале се околу себе. Но освен метеоролошките услови и волјата на природата, поплавите многу често се предизвикани од негрижата на луѓето. Тврдиот отпад во коритата или затрупувањето на каналите, како и запуштената вегетација се најчести причини за промената на водотеците на реките. Особено загрозени се подрачјата пред клисурите. Метеорологот Јосиф Милевски вели дека тука речните корита се претесни за надведените води, кои се враќаат наназад и ја поплавуваат околината. Вардар е вели безбеден во Скопје и низ градовите каде што минува, бидејќи се превземени сите активности за регулација на коритото. Сепак најкритични се точките кај Егуновце пред влезот на Дервенската клисура, потоа во Таор, повторно пред влезот на клисурата, од Ногаевци до Криволак, каде што има кривини речното корито, и повторно пред Демиркаписката клисура. Брегалница, вели тој, е една од поризичните реки поради високите подземни води. Тече во рамница и може да се случи да се излее било каде од Кочани до Штип или во Струмичко, од Сушево до Ново село. Обилни врнежи може да излеат Треска кај Македонски Брод, пред клисурата Пласница, додека пак Пчиња е критична на влезот во Македонија кај Пелинце, особено кај вливот на Кумановска и Крива река. Црна река се излева кај вливот на Боротинска река и на потегот од Новаци до Скочови, каде што подземните води, спојувајќи се со површинските, честопати прават мали езерца. Од Центарот за управување со кризи велат дека во Македонија нема град кој би можел да биде загрозен како што се случи во Србија и Босна и Херцеговина, но сепак апелираат граѓаните да не фрлаат отпад и градежен шут во дивите депонии кои се наоѓаат веднаш покрај самите речни корита. По поплавите во 62-та година, кои го зафатија Скопје, биле направени бројни инвестиции за превентива од поплави. Извршена е регулација на речните корита во урбаните средини. Изградени се канализацијски мрежи за собирање на водата, брани и акумулации кои треба да го задржат вишокот вода, како и да се управуваат со дотокот и одливот на водата. Вардар е регулиран во Скопје, изградена е и браната Козјак. Во последните години, информираат од СУК, активно се чистат и речните корита и каналите за наводнување и одводнување и се превземаат и дополнителни мерки за да се спречат опасностите за луѓето. Сепак експертите коментираат дека и покрај регулирањето на Треска, многу потоци во горното течение на реката Вардар не се контролирани. Евентуалните води од интензивни врнежи и поројни водотеци како Джепчишки порој, Пена, Шарските водотеци, Лепенец, Маркова река се голема опасност за поплавување на централното градско подрачје во Скопје, која поплава понатаму ќе се задржи велат како акумулација во Скопско поле.
Големите води што би се јавиле на реката Вардар без акумулацијата Козјак, да речеме, при појава на големи води и сегашната изграденост на водостопанските заштитни објекти, би се поплавиле околу 8730 хектари. Во оваа површина претежно се наоѓаат земјоделско земјиште, но и дел од градските населби, како и селски населби во рамничарскиот дел на Скопје. Еве вака, да речеме, со поплавите би биле зафатени овие населби: Ѓорче Петров 1, населбата Хром, Пералиште Хром, центарот на градот, Долно Лисиче, Маџари, Хиподром, индустријската зона Газибаба, селото Огњанци, селото Ржаничино, како и поголем дел од Скопското поле. Покрај опасноста на поплави од големи води на реките Вардар, Треска, Лепенец и Маркова река, исто така и поројните текови може да предизвикаат поплавување и оштетување на објектите и површините во зоната за нивното делување. Во Скопскиот регион регистрирани се 134 поројни токови кои се групирани во 7 поројни серии: Водњанска, Маркова река, Зелениковска, Ѓорче Петров, Долен тек на Репенец, Скопска Црнагора и Долниот тек на Пчиња. На некои од овие поројни текови, особено во оние што го напаѓаат градското подрачје, извршено е нивно уредување, а на значителен поголем број поројни текови предстои потреба од нивно уредување. Заради поголема заштита на Скопско поле од надворешни води, потребно било да се изврши реконструкција на ободниот канал. Сегашниот ободен канал дава заштита од појава на 10 годишни води, а би требало да биде димензиониран на 100 годишни води, бидејќи во полето што ги штити сега се изградени повеќе населби, индустријски и други објекти. Критични точки, односно можни места за излевање на големите води и можности за трајни решенија. Кои се? Врз основа на хидроуличните пресметување на пропусната мок на речното корито и врз основа на искуствата од последните поплави кои што ги имаше во Македонија, лоцирани се критички црни точки, ги велат, каде може да дојде до излевање на големите води. Според овие согледувања, критични места се следните: Усек кај село Таор, критичното место се наоѓа на реката Вардар. Поради малата пропусна мок се појавува забавено течење и нивото на водата се издигнува спротивно од подлог потек, така што постои голема опасност од пробивање на левиот одбрвен насип. За време на поплавата во 79-та, на овој профил протокот изнесло 60 метри кубни во секунда, што е значително помалку од водите што дотекувале во Вардар, што значи дека разликата на водата се излева и се акумулира во Скопското поле. Левиот брег на пробната делница и мостот на станицата Трубарево, поради незавршената изградба на левиот брег на регулацијата на Вардар и малата пропусна мок на мостот, постои опасност од пробивање на одбрбениот насип и повторување на ситуацијата од поплавите во 79-та. Централното градско подрачје. Особено опасно место е пешачкиот мост кај Кале, каде поради малата висина на коритото постои опасност од зачепување на крајните отвори од предмети што ги носат големите води. Ваквото зачепување би предизвикало катастрофални последици за десниот дел од градот. Потегот од устието на Треска до мостот на патот Скопје-Тетово. Опасностите кои произлегуваат се забавување на течението и издигнување на нивото на реката Вардар, со што се загрозува левиот брег кај железниот мост за село Сареј. Изворот Рашче, поради опасноста на Вардар да донесе поголеми количини нанос, постои можност речното корито да се издигне и реката да го промени својот тек, со што директна ерозија би бил загрозен изворот. Река Лепенец представува опасност со својата ерозивна активност и транспортирање на поголеми количини нанос, при што особено се загрозени мостовите. Процесот на деформација на речното корито, предизвикан и од времето и од променливото обтоварување на водениот тек, трае непрекинато со години, во зависност од моменталниот распоред на брзините и отпорноста на граничниот слој на речните контури. Како главни слабости што се покажа во изминатиот период се: корекција на надолжниот пат со насипување на речно корито низводно од каскадите во Влај и покрај хотелот Холидеин. Огромни деформации на коритото кој устието на реката Лепенец со појава на голема песочна карпа и уривање на левиот брег. Целосно уништување на двете каскади на реката Лепенец. Голем број на деформации на речното корито со насипување на бреговите и предоблачување во внатрешниот тек од коритото. Појава на песочна карпа под камениот мост и длабока локална ерозија низводно од мостот со длабочина од 2 метри. Зачепување на левиот дел на пешачкиот мост под Кале и појава на локална ерозија со уривање на калдермата од брегот на минор коритото. Деформациите на речното корито ќе се намалат ако со интервентни мерки се действува кон порамномерно распределување на протокот на водата, како и брзината на непречниот профил на коритото, и ако се постигне поголема рамномерна длабочина по целата ширина на коритото. Во Скопје долги години назад и при помал дожд неодминливо се поплавуваат подвозници, особено критични се оној кај кучката кај хотелот Континентал, како и подвозникот што води кон Бутел. Но неоспорлив е фактот дека проблемите се јавуваат и поради тоа што голем дел од градот не е покриен со атмосферска канализација. Поради силното невреме кое го зафати главниот град во минатото, многу улици се претворија во реки. Во населените места во Скопје и Скопско има зачестена појава на урбани поплави, така наречени.
Водата од врнежите паѓа на бетонските урбани површини и брзо излегува на улиците, каде се езерува одредени површини или пак преку канализацијата ги поплавува подрумите и брзо истекува во водотеците каде што го покачува водостојот. Некогашните зелени површини каде земјата ја впивала водата сега се претворени во бетон. Или некогашните зелени дворови сега имаат изградено подземни гаражи и потруми. На овој начин се прекинува природниот процес на пивање на водата. Овој процес води до слегнување на земјиштето, што пак дополнително доведува до дестабилизација на темелите на куќите и зградите. Со евентуална појава на земјотрес би се предизвикали и поголеми разрушувања поради сето ова. Критични места во Скопје, каде може да дојде до поплава на сообраќајници при поголем дожд, а и отежната проводност се следните: подвозникот кај општина Чаир, подвозникот кај Наше дете, подвозникот на Македонска косовска бригада почуто Оризари, подвозникот на булевар Војводина кај Стар Кванташки, подвозникот на булевар Србија кај Цементарница, подвозникот на булевар Бихачка кај Геолошки завод, подвозникот на булевар Гоце Делчев Стоковна куќа мост, подвозникот кај хотелот Александар Палас. Последната поплава што го поплави североисточниот дел на Скопје и неговата околина, велат е типична поројна поплава. Зашто е ова важно? Ваквиот вид поплави се јавуваат по поројни интензивни врнежи со кратко време траење, некогаш и од 15 на минути. Обично траат од 1 час до најмногу 6 часа. Како за илустрација, кај големите реки, трењето на поплавите е од 1 до 3 дена. Луѓето имаат повеќе време да се алармираат, да се засолнат, да се подготват од надојдената вода. Кај поројните поплави, водата копа, руши, носи се пред себе и мала е можноста за брза реакција. Обично поројните врнежи се количински големи, паѓаат на мала сливна површина и во зависност од тоа каква е почвата, каков е падот, каква е подлогата на теренот, брзо истекуваат и тоа низводно. Водонепропусната подлога или почва заситена со влага придонесува овој процес да биде уште побрз. Во светски рамки утврдено дека најголем број од жртвите при поплавите се јавуваат како последица токму на поројните дождови. 50% од жртвите се деца, кои немаат време и искуство да се справат со надојдените поројни води. Може би изгледа неверојатно, но гледано во светски рамки, просечно, дневно има 14 жртви од поројни поплави, 7 од нив се деца. Голем процент од жртвите се возачи и патници на моторни возила, кои сакајќи да поминат одреден пат поплавен со вода, на кој што им личи дека е малку, често страдаат однесени од водата. Брзата вода, веќе со длабочина од само 20 сантиметри, може да предизвика губење на контрола над возилото и тоа да биде кобно. Што се случи во Скопје за време на поплавите? Врнежите што паднаа во Скопје и Скопско беа со различен интензитет. Врнежите започнале во 17 часот и до 19 часот и 45 минути, значи околу 3 часа, помалку од 3 часа, наврнале 45 литри на метар квадратен. Потоа продолжиле уште поинтензивно во период од 1 час. Од сливот на реката Булачанска, реката Црешовска и Раштанска, која со своите помали притоки предизвика излевање во источниот, североисточниот дел на Скопје и Скопско, според анализите велат дека појавените врнежи биле со ретка појава на повторување, односно се појавуваат еднаш во 100 години. Сликата на Скопска Црна Гора е таква што веригата на оваа планина се простира од македонско-косовската граница на запад, од каде во правец на исток се простира се до атарот на селото Љуботен и Љубанци, од каде се спушта во правец на Рачиново. Обликот на планината е таков што облаците кои од планинскиот масив се движеле кон Скопје едноставно биле запрени од веригата на Скопска Црна Гора, при што во ек на интензивни врнежи на два пати паѓаат количини поголеми од 50 литри. Оваа дополнителна количина вода која паѓа на веќе влажната почва, која била завситена од вода, не може да ги апсорбира новите количини на пороен дожд. Брзо започнува да истекува низводно по паднините и голините, по суводелиците и водотеците во правец на Скопско поле. Груба проценка е дека во сливот на Раштанска река, Раштански поток и Булачанска река, при оваа непогода имало паднато повеќе од 5 милиони метри кубни вода, вода доволна да се надополни два пати езерото Матка. Скопска Црна Гора во овој дел е пуста. Главно има слаба нискостеблеста вегетација. Водотеците се без заштитни поројни прагови и нема ништо од каде оваа огромна количина на вода би се сопрела или барем забавила. Тука е големата површина со земјоделско земјиште кој има пат во правец на селото Смилковци и Смилковско езеро.
Први на удар биле најблиските куќи во населбите до водотеците. На крајот на стрмнината и тоа село Црешево, село Смилковци, Винче, Страчинци и покрај обиколницата кај село Смилкова. Надолу веќе водите ги напуштаат суводелиците и по најкраток можен пат се упатиле кон Стајковци. Поради немање доволно водоотпусни отвори, директно на повеќе места се прелевале кај обиколницата и направиле хаос, носејќи возила и патници низводно во правец на Стајковци на селбата Ченто. Потоа поминале низ Стајковци и Ченто, каде дополнително покрај материјалната штета предизвикаа и човечки жртви. Дел од водите се влевале во одводниот канал во правец на Рачиново, но дел од водата продолжи кон Ниџиково со дополнителни штети. На 6 август 2016 година, по 18 часот, Скопје и неговата околина го погоди незапамтено невреме кое предизвика една од најкатастрофалните поплави во историјата на градот. За само неколку часа, североисточните падини на Скопска Црнагора и речиси сите села во ова сливно подрачје, вклучувајќи ја и приградската населба Ченто, па и самото градско подрачје, ги погоди страот на водена бомба за која хидролошките експерти проценуваат дека била голема колку 2 акумулации на езерото Матка. Во страотниот налет на водената стихија, која носеше се пред себе, животот го загубија 22 лица, а повеќе од 100 се потешко и полесно повредени, додека стотина куќи и подрумски простории останаа под вода. Низ селата Смилковци, Црешево, Брњарци, Виниче, особено селото Стајковци, кое што беше и најтешко погодено, поројните води носеа пред себе автомобили, добиток и стогови сено, а луѓето грчевито се бореа за своите животи. Под вода се најдоа многу скопски сообраќајници, а особено беше погоден делот од скопската обиколница кај Смилковското езеро. Излегов, сакав да излезам надвор. Кога ја отвори вратата, одеднаш ми влезе водата. До тука вода бев, до половина вода бев, водата ме путна надвор. Ја излегов, успеав од надвор, ја држе вратата, не се отвора. Он од внатре гуреше, ја од надвор. Ама низ врати, низ прозорот, од згора влезе вода. И од другата страна, низ прозор, низ врати, до половина бе вода. Гуравме, не можевме ништо да спасиме. Останавме у вода цело време. Немаше што да правиме после цели ѕидови, намештај, патоси, скроз, леп вода, ништо, струја немаше. Без струја останавме. Немаше што да правиме, останавме на ноќите, осамајме. Црпевме вода, не се исцрпува. Пол водата надоле отиде. Од колена нагоре остана водата, а од половина надоле беше повлечена од патосот надоле. Се слушнавме по телефон, не можеме да излеземе од кола, колата е пуни вода. Со другарот како што беа, се вратија назад дома, со трчање, цели жива вода. И има алат во подрум, нормално, нели, како секој работник, затоа што работи механика, да си го спаси алатот. Влезе во подрум, со крв ми ги чуваше децата, и јас излегов за да му светиме со другарот. Како што у секунда беше водата налета од автопат негдека од горе, дали скина нешто, не знаеме, уште. Подрумот се напуни за 2 секунди во вода. Водата наеднаш дојде, почна и од зидовите однатре да прелива и да влегува преку прозорите. И немавме кај да бегаме. Бевме со инвалид, баба ми инвалид, неподвижна. Тројца ја фативме, чија брат ми и татко ми. Дека веќе имаше 1,5 метри вода, како што можете да видите. Мерните станици на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија измерија дека за само 20 на минути во најпогоденото подрачје наврнаа дури 93 литри вода на 1 кубен метар, што е феномен кој ретко се повторува и во големи временски интервали. Значи имаше појава на циклон од Медитеранот кој преку
албанската територија и Шара се дојде на територијата на Скопската котлина и под локално влијание на Скопска Црна Гора се излеа големи количини на врнежи кои се исклучително големо количество на дожд кој е на мала територија и е основната причина за појавата на излевањето на, односно влијанието на урбаната средина која беше зафатена со ова невреме. Јужните падини на Скопска Црна Гора се доста стрмни, оголени, мали поројни сливни подрачја што словуваат нагло собирање површинско истекување на водата од врнежите, односно во правец на Скопје и на реката Вардар. Доколку пошуменоста би била поголема или растителната покривка погуста, значителен дел од водата од врнежите ќе се впиела во вегетацијата и во почвата. Огромната концентрација на водна маса бара коридор по кој ќе дојде низ Вардар. Втората непогодност на овој предел е што високото ниво на подземните води во пониските делови на котлината е голема, поради што земјиштето не може да абсорбира голем квантитет на вода. Затоа најризична е состојбата долж јужното подножје на Скопска Црна Гора, односно од Арачиново до Смилковци. Во самиот град Скопје преголемата покриеност со бетон, асфалт и други водонепропусни материјали за сметка на природното земјиште условуваат концентрација и бавно истекување на водата, што е надополнето и со малата пропусна мок на атмосферската канализација, посебно на некои најкритични места. Исто така, постојат бројни ниски точки во кои се натрупува водата дури и на главните сообраќајници. Тука подземната вода е доста висока и затоа ова се случува. Сето ова условува обстојување на огромни локви и по неколку часа по врнењето дожд. Проблем се и огромниот број на бесправно и неправилно проблематично изградени објекти, посебно во ризичните зони, кои го отежнуваат протекот на самата атмосферска вода и го комплицираат каналско-дренажниот систем. На прашањето дали постои некаква заштита од изливањата и зошто ова ни се случува, патиштата и шумите и планините ги сечат подземните текови и предизвикуваат рано излегување на површинските и подземните води. Потребни се здрави, густи шуми и одржување на патната инфраструктура, поддржан со каналски систем кој ќе спречи директно истекување низводно по патиштата. Свежини се сеќавањата за поплавата во 2016 година. Однесе човечки животи, огромна материјална штета. Се уште ни се свежи сликите пред нас од тоа како изгледа неколку населби во Скопско. Оваа поплава однеси човечки животи. Имаше многу судбини, имаше многу информации, ние медиумите пренесувавме и човечки приказни за луѓето кои што се нашле зафатени од водата и од обиколницата. Еве дел од нив. Секоја штета се санира, но згаснените човечки животи не можеш да ги вратиш назад. Невини човечки животи стравотно загинаа, давејќи се во вода и кал. Од нив најмногу жени и деца. Многу преживеани пак ќе ги паметат кобните моменти. Медиумите останува да ги пренесуваат приказните. Можеби само така човек ќе се подзамисли какво е чувството кога човек ќе биде принуден да ги фрла своите деца на покривот од гаражата со цел да ги спаси. И тоа му се случи на татко на 4 деца кој што го паркирал својот автомобил кај гаражата, кога наеднаш дошла вода и му го потопила автомобилот до покрив. Внатре биле 4 деца. Едно по едно ги фрлал на покривот, но последното не успел да го фати. Водата ја однела и мајка му, бабата на децата, кога подоцна ја пронашле удавена во еден канал за поправање автомобили. Во непосредна близина животот го загубили и 39 годишната мајка и нејзиниот 8 годишен син од Крива Паланка, кои се враќале од Охрид. Поројот ја зафатил обиколницата каде што тие се движеле. Енис Мустава раскажува како по 5 години живот во Германија се вратил во Македонија. Патувајќи од аеродромот Александар Велики, сведочи како маж не успел да ја спаси сопствената жена која се удавила во автомобилот, а тој успел да се излече. Водата го однела и неговиот автомобил, во кој била и неговата сопруга, но некако успеале да се спасат. Животната приказна на Жаклин од Команово заврши кобно. Таа со семејството се враќала од Охрид кон Команово. Кога нивниот автомобил го голтнала водата, фамилијата на Жаклина се пробивале низ бурата, а таа исчезнала. Залудни биле обидите на нејзиниот брат да ја пронајде и да ја спаси. На нејзината снаа со 2 малолетни деца им помогнале луѓе кои се најшле со комби,
а братот продолжил да ја бара сестрата во текот на ноќта. Утрината му била соопштена тажната вест дека таа е одавена. Владимир, возачот на камионот, која преживеа несреќата кога Смилковско езеро се излеало од коритото, изјави дека во момент кога сакал да спасе едно дете, надојдената вода му го однела детето од неговите раце заедно со родителите. Граѓаните раскажуваат и за случајните херои кои вечерта спасиле многу животи. Многу луѓе кои истата вечер патувале и сакале да влезат во Скопје, сведочат дека на влезот во Скопје, пред обиколницата биле запирани од млад непознат човек, кој ги предупредил на лошот и опасна ситуација на обиколницата. Тие својот пат кон домовите го пренасочувале по другите пристапни патишта, со што практично си ги спасили животите. Луѓето сведочат дека човекот бил многу хуман, едноставно реагирал човечки и спасил многу луѓе. Спасените коментираат дека ваквите луѓе ја враќаат вербата во човештвото. Скопјани велат дека трагедијата ги потсети на поплавата од ноември 1962 година, кога беа поплавени околу 5000 куќи. Некогашниот поплавен плоштад во Скопје од излевањето на Вардар, денеска е поплавен од хумани луѓе кои донираат за настрадалите семејства. Во катастрофалната поплава минатата година животот го загубија повеќе од 20 лица, а многумина беа повредени. Најмладиот загинат беше 2-годишниот Енес Мустафа од Ченто, а покрај него во поплавите загинаа и негови блиски роднини на возраст од 67 години. Најмногу жртви се од населбата Ченто. Има 2 загинати од Крива Паланка и по еден од Куманово и Тетово. Една жртва остана неидентификувана. Во делот на Скопско поле, под падините на Скопска Црнагора, постојат неколку канали кои би требало да ја собираат водата и преку одводниот канал, кој започнува од населбата Ченто да го олеснат истекувањето на водите низводно кон Вардар. При ваквите екстремни води, овие канали се немокни. Самите канали имаат и своји аномалии, било гледано од технички или од одржувачки аспект, но секако при правилна употреба и функционирање би ги ублажиле загубите. Ако се гледа возводно кон планината, реално не постојат големи усеци, природни усеци од природни водотеци или суводелици, но тоа не значи дека во минатото овде ги немало. Најверојатно, за добивање на повеќе обработливо земјиште, сите овие природни канали и усеци се ископани, изорени. Повторно ни се случува истото. Човекот со своите деланија предизвикува дополнителни штети и наместо да врши ублажување на последиците поради неговите и однесувања, тие се зголемуваат. Надвор од населените места исто така проблем. Се гради и се уништува природниот слој на земјата без да се размислува за водата и нејзиниот пат. Наместо водата од врнежите по природен пат да се впие во земјата и нормално подземно да истече, таа спуштајќи се по падините и голините во самиот планински дел се слева по земјените патишта и направената инфраструктура без заштитни атмосферски канали кои би ги задржале водите. Шутот и сметот се голем проблем, а со тоа и засипнатите корита, повторно човечки фактор. Од околните свлечишта земјата директно се изфрла во речните усеци и на тој начин се затрупуваат коритата и нивната водопропусност. Точно е дека долг период водите беа со мали протечни количини, но тоа не значи дека во минатото немало во овие реки поголеми води и дека тие нема повторно да се повторат. Засипнатите корита во нанос, бујната вегетација, неисчистените профили кај мостовите, фрлањето ѓубре се дел од причините за локалните поплави изминативе години. Со основање на локалните комунални организации кои редовно го собираат сметот и го складираат на соодветни локации, комунално одобрени, отпадот веќе нема да прави проблем. Со оглед на географската положба на градот Скопје и природните карактеристики на речниот слив и речната мрежа, градот и неговата околина се изложени на постојана опасност од поплави. Во Скопскиот регион се превземени мерки за трајна заштита од големи води, меѓутоа системот за одбрана од големи води не е целосно изграден, така што на одредени места го прават недоволно ефикасен. Поради тоа произлегува потреба од изработка на однапред подготвен план за интервенција при појава на големи води, со цел да се спречат или ублажат штетите предизвикани од поплавите, но и човечки жртви. Советот на град Скопје, на седница која била одржана на 3 септември 2008 година, има донесена проценка за загрозеност на градот Скопје од природни непогоди и други несреќи, меѓу кои е дадена и проценка за загрозеност од поплави, например одуривање на високи брани. Со оглед на тоа што неодамнешната поплава во Скопје имаше трагични последици, треба да се види какви биле проценките за загрозеност на населението уште во 2008 година. Затоа во ова досие, во целост, вие пренесуваме проценката за загрозеност од поплави.
Главниот водотек во Скопската котлина е реката Вардар, која припаѓа на Егејскиот речен слив и припаѓа на групите на долги реки, 301 км, со средна широчина, значителна брзина и непостојан речен режим. Низ Скопската котлина Вардар поминува во должина од 55 км, а ширината е околу 40 до 80 метри, длабочината од 1,2 до 2,5 метри. Со средна брзина на вода од 2 метри во секунда, односно при максимален водостој до 3,5 метри во секунда. Во овој дел извршена е делумна регулација на коритото со изградба на насипи во должина од околу 30 км, од кои 10 спротивводно и 20 км низводно, од Скопје каде премените се сконцентрирани во Скопје и во просторот до село Сареј. Има 15 мостови. Реката Вардар има вкупно 37 притоки, од кои 15 од левата и 22 од десната страна. Анализирајќи ги горе наведените податоци, може да се заклучи дека градот Скопје е во многу неповолна положба во однос на опасноста од појава на големи води. Имено на подрачјето на градот имаме нагло зголемување на сливот од 1580 км2 на 4625 км2, што предизвикува голема концентрација на површински води и создава опасност од формирање на бранови на големи води. Средниот пат на речните сливови е многу голем, што исто така е причина за брза концентрација на површински води. Реките Вардар, Треска и Лепенец пред влезот во Скопската котлина минуваат низ долги клисури, каде што имаат долги падови и не настанува изливање на големите води, туку тие со поголема енергија и со голем нанос налетуваат во Скопската котлина. Релативно кратките должини на големите текови, како и големиот пат на сливот предизвикуваат брзо надоаѓање на водата. Релативно мали временски интервали за појава на шприцеви на бранови и опасности од временско совпаѓање на поедини брадови на големите води, што нормално ќе донесе и до големи поплави. Врз основа на сите хидролошки информации кои ги има, може да се даде и временска прогноза за очекувани големи води и поплави од големите реки. Тоа би изгледало вака. За реката Треска од Македонски Брод до Скопје, максимално до 12 часа порано може да се предупредат граѓаните. Вардар од Царкино до Скопје 5 до 6 часа порано. Лепенец од Генерал Јанковиќ до Скопје 3 до 4 часа порано. Поминувањето на големите води низ коритото на Вардар е условено и од пропусната мок на коритото, како делот што е регулиран, така и во делот што не е регулиран. Пропусната мок во делот на коритото што е регулиран на Вардар во градската делница може да оди во следниот преглед. Пешачкиот мост кај градскиот парк има проток од 1120 метри кубни во секунда. Камениот мост да речеме од 1160 метри кубни во секунда. Мостот кај хотелот Holiday Inn 1125 метри во секунда, кубни метри во секунда. Споредувајќи ги протоците на речното корито се констатира дека има намалена пропусна мок од 10 до 16%. Може да се констатира дека мостовите Гоце Делчев и камениот мост при евентуална поплава имаат доволна висина над пропишаната скала, додека пак пешачкиот мост кај Кале, водата ќе минува над мостот, а кај останатите мостови водата ќе се доближи до долниот трап на мостовата конструкција. Уривањето на една од акумулациите матка или козијак представува најголема потенцијална опасност од предизвикување поплава во Скопската котлина. Затоа во фаза на планирање и изградба на овие акумулации водена е посебна грижа за нивната безбедност. Браните на големите акумулации во Македонија се направени според највисоки стандарди, велат, и нема опасност од нивно попуштање во случај земјава да ја зафатат врнежи. Ова го велат домашните експерти. Сите тие велат дека се строго контролирани, а задоволени се и највисоките стандарди и сугестии што ги барала Меѓународната комисија за големи брани, која во светски рамки е најавторитетно здружение за инженерство. Инаку во почетокот на минатата година по обилните дождови и топењето на снегот дојде до полнење на речните корита и на акумулациите, а две помали брани попуштија во Слатино и Пишичка брана кај Пробиштип. Сепак годинава поради долгиот сушен период до такво нешто не дојде, а последните врнежи само возможија акумулациите да се наполнат и да се создадат доволно резерви вода за периодот кој што престои. Почетоците на големите брани во Македонија датираат уште од 1938 година, кога била изградена првата брана матка на реката Треска, во непосредна близина на градот Скопје. Но ајде да видиме што би се случило, што велат експертите, што би се случило доколку браната матка, не дај Боже, попушти и се урне. Кои делови од градот ќе бидат најпогодени? Матка е оддалечена 14 км од градското подрачје на излазот на реката Треска и кањонот, како и незината намена е производство на електрична енергија, но и спречување на евентуални поплави.
Самата конструкција се состои од лачен дел изведен со 10 појаси и височина од 3 метри, а дебелина од 1,60 метри кај најнискиот до 1 метар кај највисокиот појас. Целата брана представува лачен и извитоперен зид. Висината на браната е 29,5 метри, а должината 65,87 метри. При евентуално уривање на браната матка, просечната брзина на челото на бранот низ Скопје би изнесувала 33,4 км на час, што би значело дека за растојание од 3 км бранот би стигнал за 550 секунди, а неговата висина би била 6 метри. На делот од браната до Скопје, директно на удар од поплавниот бран би биле селата Долна Матка, Шишево, Глумово, Чичино и Сареј, по должината на Треска, како и Љубин и Кондово низводно по реката Вардар. На овој дел поплавениот бран би напредувал со изразито стрмно чело. Последиците што би настанале во регионот на општина Казибаба би биле поплавување на околу 5600 хектари, загрозени би биле животите на околу 35.000 луѓе и околу 10.000 станови и куќи. Поплавени би биле одредени населби и села како Триангла, Маџари, Трубарево, Јуремлери, Скопско поле, Колонија, Кадино, Мралино, Петровец, Огњанци и други населени места. Би биле зафатени и дел од индустриската зона, вклучувајќи ги поранешната фабрика Газела, поголем дел од МЗТ, простории на Технометал Вардар и други објекти околу нив. Поплавени и онеспособени би биле 7 километри од железничката пруга Скопје-Куманово и околу 20 километри патишта. Сите акумулации без оглед на примарната намена дали е за струја или не возможуваат и заштита од поплави. Така, например, за Скопје од посебна важност е акумулацијата Козјак. Се смета дека доколку се задржат водите од реката Треска, таа е најдобар начин за заштита на Скопје од поплави, со оглед дека главниот град на земјава покрај Треска го загрозуваат и реките Вардар и Лепенец. Акумулациите го облажуваат поплавниот бран, кој доколку не би биле тука, би удрил со сета жестина и силина и брзина врз објектите и местата кои ќе му се најдат на патот. Опасност сепак постои, бидејќи откако ќе се преполни акумулацијата, доаѓа до прелевање на водата. Специфичноста на Козјак е што постои двоен систем за заштита, единствен кај нас. Браните постојано се под контрола и имаат низа сензори за следење на водениот притисок, како и за поместувањето на температурата во одделни делови на браната. Во случајот на Козјак, например, постојат над 350 сензори кои во реално време може да предупредат за одреден дефект. Со изградбата на браната Козјак се создаде опасност од појава на катастрофален поплавен талас при нагло истекување на водата од акумулацијата, да речеме, и при тоа загрозување на населението во подрачјето низводно од браната. Преку браната во вонредни услови има можност да се евакуира проток од над 1900 метри кубни во секунда. Со усвоените капацитети на евакуационите органи на браната, објектот има голема сигурност во споредба со реалните хидролошки определувања и големи води кои што може да ја зафатат Македонија, а за кои што експертите велат дека се можни овде. Но еве да одиме со ред. Кои се предностите, кои се опасностите и кои се маните при евентуална хаварија или голема елементарна непогода на оваа брана? Битна за заштита на градот Скопје и браната Козјак. Преку системот за наблюдување и известување се обезбедува навремено известување и тревожење на населението. Со изградбата на минор коритото и она што е заштита од поплави, треба да бидиме безбедни, имајќи во вид дека и акумулацијата Козјак која е направена е со цел да се заштити Скопје од вакви катастрофални поплави. Паралелно е искористена таа и за користење на хидроенергија, паралелно за користење на води и водни ресурси и заштита од поплави. Не случајно е направена таа брана Козјак. Непосредното наблюдување и контрола е врши стручна служба на браната и дежурните лица, додека посредно се врши со помошно инсталирани уреди на браната. Намалувањето на нивото на водата на акумулацијата и ризикот од големина поплавниот бран, како и намалување на водите на реката Треска до браната Матка со регулирање на испустот на браната, се само дел од безбедносните мерки. Поради честите поплави во Скопје и Скопската котлина изградени се повеќе водостопански објекти, а после поплавата од 62-та година се пристапило и кон планско уредување на коритото на реката Вардар, во близина на вливот на Маркова река, како пробна делница. А досега целосно е веќе регулирано коритото од мостот на булеварот Србија до Влае и изграден е насипот од левиот брег на Вардар до мостот во Сареј. Тоа се однесува пак до мерките за заштита од поплави на Вардар. Треба да кажеме дека во почетокот воопшто не постоела никаква регулација на реката, меѓутоа такви мерки се преземани веќе во 80-тите години од 19-тиот век. Најпрво биле изградени насипи некаде во должина од 2 километри од левата и од десната страна на реката, а некаде во 1895
година, 96 година, е извршено и подзидување на коритото, всушност е изграден Скопскиот кеј, со што се ублажени ситуациите од поплави, но ете, токму тогаш, кога е изграден кејот, всушност имаме две сериозни поплави. Тоа значи дека надоаѓале сериозни води и од Полошкиот регион, од изворите на Вардар, од Треска, од Леперес, но голем дел од водите кои што нанесувале такви штети во Скопје, доаѓали од сливните подрачја, непосредно од Скопска Црна Гора и од Водно. Градот Скопје во иднина ќе продолжи со изградба на сепарационна канализациона мрежа, со тоа што колекторите изградени пред 63-та година како комбинирани се преименуваат и пренаменуваат во фекални, а атмосферскиот канализационен систем продолжува да се гради како сепаратен. За целосна изградба на канализациониот систем потребна е доградба на 2 километри од левиот и десниот брег на реката Вардар до предвидената пречистителна станица, како и двете препумпни станици на левиот и десниот брег на реката Вардар. Главниот колектор на левиот брег на реката Вардар треба да се догради од сегашниот испуст во Вардар кај Скопска пивара до локацијата пречистителна станица со должина од 5000 метри. Главниот колектор од десниот брег на Вардар кај булевар Србија до локација на пречистителна станица со приближна должина од 3000 метри. За дооформување на атмосферската канализација на градот, потребно е да се изградат магистрална атмосферска канализација во должина од 78.130 метри, со диаметри од 600 до 2400 метри. Секундарната мрежа ќе ја прати изградбата на стамбените комплекси. За заштита од атмосферските води од падините на Водно и Скопска Црна Гора, потребно е да се довршат започнатите работи кај Ѓорче Петровската серија, кај поројната серија во долниот тек на Лепенец и да се почне со градежни работи кај поројната серија Маркова река. На Македонија, за жал, не е непозната разурнувачката мокња на дојдените реки. За појава на поплави од големи размери во Скопје постојат историски записи. Од 23-та година, кога се воведени хидролошките наблюдувања на потеците на реката Вардар, забелезани се 4 големи поплави. И тоа, поплавата од декември 35-та година. Протокот на вода бил проценат од 1056 метри кубни во секунда, а бил поплавен мал дел од градот од околината на Скопје. Поплавите во декември 37 година. Протокот 1080 метри кубни во секунда, а се поплавиле низ водните делови додека градот бил заштитен со насипи. Поплавата од 62-та година бил поплавен понискиот дел од градот, вкупно 6751 хектар. Поплавата од ноември 79-та година пак вели дека Вардар бил проценет на 980 метри кубни во секунда проток на вода. Со поплавата било опфатено подрачје од 7550 хектари. Поплавата добила пошироки размери поради пробивањето на насипот пред железничкиот мост на населбата Мажари. Исо Мухич за најголемите поплави во Македонија. Од втората четвртина на минатиот век, Скопје го погодиле повеќе поплави кои, според количеството на излеаната вода, не заостанувале многу од последната. Меѓу овие катастрофални поплави, особено се издвојува онаа од 1962 година, кога надојдените води на Вардар потопија голем дел од централното градско подрачје, но во која, за среќа, се поминало само со материјални штети. Поплавата од 62 е репер за многу истражувања, меѓутоа изработката на плановите за регулација на реката Вардар е правена за 1000 годишна вода и дека после 17 години минор коритото на Вардар се наполни во 79 година, кога се појавија поголеми количества на вода на реката Треска, на горниот тек на Вардар и Лепенец, кога се јави суперпозиција на сите води кои дојде на скопскиот профил. Значи се работеше за големо количество на вода и тоа е некој, може да се каже, репер за поплавите кои често се јавува во минатиот век на тлото на скопскиот профил, како што беа 1916 година, 1935 година, 1937 година, 62 и 79 година.
Што всушност се случи во Скопје на 16 ноември 1962 година? Околу градскиот стадион се оформило цело езеро од надојдената вода, а кејот бил комплетно под вода. И она што е помалку познато, зафатени били и општините Кале и Саат Кула на левиот брег од реката, а улицата Цветан Димов била претворена буквално во река. Избивали подземните води, се излеала и реката Серава. Фрапантен е податокот дека на одделни места во градот водата достигнувала ниво од 1,5 дури до 3 метри. Утредента во весникот Нова Македонија било објавено дека во првиот удар од поплавата биле урнати околу 1050 куќи, а 4445 граѓани останале без покрив над главата. Подоцна таа бројка се зголемила. Документацијата на Вардар филм била речиси целосно уништена. 730 кубици истекувале од главниот испустен тунел во хидроцентралата Матка, а преку 70 кубни метри вода во секунда ги преплавувале зидиштата на браната. Водата растела и само за 15 на минути е забележан пораст од околу 4 сантиметри. Машинската хала на централата била поплавена, а целото езеро Матка било полно со трупци дрвја. Езерото почнало да надоаѓа точно во 11 часот и 55 минути, односно тогаш ја поминало браната. Веќе во 13 часот се прелило во машинското оделение, ги однело бетонскиот и камениот подпирач пред централата како да е сламка. Насипот буквално се растопил. На 16 ноември 1962 година во текот на целиот ден и претходната ноќ на подрачјето на Скопската околија дошло до силни врнежи што предизвикале големи поплави во Скопје, Петровец, Ѓорче Петров. Во Скопје се удавени 4 лица, пријавени до 18 часот. Во Скопје најмногу настрадале подрачјата на општина Идадија кај градскиот парк, околината на улицата Илинденска околу главната пошта и градскиот плоштад. Во градот биле загрозени куќите по должината на улицата Цветан Димов поради изливот на реката Серава. Некаде околу 16 часот сите училишта биле распуштени. Они ученици кои живееле блиску биле пречекани од родителите, но имало и деца кои живееле далеку и не можеле да стигнат дома. На новиот бетонски мост поради силните дождови работите биле прекинати, но работниците не ги напуштиле своите места и заедно со експертите уште од 3 часот изутрина со долги железни шипки ги отстранувале големите трупци што ги носеле опасните брзаци на Вардар. Овој мост требало да биде пуштен во употреба на 29 ноември 1962. Кај овој мост хидрометеоролошката служба поставила и водомер. Во 14 часот и 30 минути бил забележан водостој за 8 сантиметри повисок во споредба со 5 ноември, кога нивото на водата било за 260 сантиметри над нормалата. Особено биле загрозени пешачките и дрвените мостови кај Народниот театар, мостот што се наоѓа меѓу новиот бетонски и железничкиот, а поради нивната нестабилност под притисок на надојдените води, на 16 ноември предпладнето на нив бил забранет пешачкиот сообраќај. Железничкиот мост кај војната болница бил забранет за сите возови, а движењето по железничкиот мост кај Ѓорче Петров било дозволено со 5 километри. Само еден мост на Вардар бил безбеден во тоа време – камениот мост. Околискиот штаб за елементарни непогоди веднаш превземал мерки за загрозените семејства од подрачјето на Идадија и Киселавода да бидат сместени во осмолетката Кочорацин, а загрозените семејства од Кале и Саат Кула во здравствениот дом. Во овие два пункта во градот биле сместени и сите загубени деца. Вардар се излеал на Илинденска, да плошта од Маршал Тито во градскиот парк, кај стадионот и секаде каде заштитените насипи биле најниски. Многу визби се наполниле со вода, а повремено делови од градот останувале без струја. Водата ги поплавила тесните и длабоките простории на манастирот Свети Андрија и се во ресторанот кај езерото Матка била под вода. Настрадали и селото до околината на Ѓорче Петров. Пробиена била браната на новиот акумулационен базен кај селото Бојане, а поради големиот водостој на треска било преполнето езерото кај хидроцентралата Матка, па заради тоа водата постепено била испуштена за да не дојде до опасности самата брана на езерото. Во Сарај биле поплавени терените за камп куќички. И Македонија страдала. Во Охрид се нашле под вода 400 куќи, Кичево без сообраќајни врски. Во Пелагонија многу поплавени површини, големи материјални штети во сите поплавени реони. Во Охрид биле евакуирани неколку илјади граѓани, а поплавени биле преку 500 куќи. Сите ресенски села се нашле под вода. Делови на Тито Велес и Кичево биле сериозно загрозени. Богомила била отсечена од другите градови. Слично било и во Дебар, Тетово. Тетово останало и без поштенски врски, без телефон, без ништо. Крушево било наполно изолирано од светот. 2 дена и 2 ноќи луѓето во Струга се бореле против огромната водена стихија на езерото. По Охридското езеро биле расфрлани чамци, полни со кал и некакви кукни предмети. Во Струга езерото се излило и ја поплавило целата туристичка населба. Сатеска река поплавила голем дел од Струшкото поле, Јабланичка река се излеала и го поплавила и разнела патот на повеќе места. Поради долгите дождови, реките Водобишка и Коселска река се излиле во широчина од 3 односно 2 километри низ целиот тек. Овие две реки поплавиле и дел од Охрид. Покрај овие две реки се излила и реката Далјан.
во широчина од околу 2 километри. Од надојдените води во Охрид десетина куќи се урнале. Бидејќи водата била надојдена повеќе од 1 метар, кон поплавените куќи можело да се пристапи само со чамци. Евакуирани биле околу 350 семејства и свестени во 8-годишното училиште Братство единство, во хотелот на Југохром и хотелот на Пошта. Од водената стихија урнати биле повеќе куќи во Ресен, Царев двор, Дрмени, Горна и Долна Бела црква и други. Сите граѓани од 15 до 55 години биле мобилизирани. Селото Езерен и јужно од Ресен било отсечено од сите населби. Питола и Пелагонија биле под вода. По силните дождови надошла Црна река. Из утрината Драгор го надминал коритото кај кланицата и во истиот момент и Курдерес. По водите се здружиле поплавувајќи огромна површина веднаш до Битола пред железничката линија. Кај селото Новаци Црна река поплавила 3000 хектари обработлива земја. Водиците на Црна река ги урнали и двата големи моста кај селото Брод. Оштетен бил и рибникот во Кри. Кај Тито Велес, Вардар и Тополка биле надојдени 4,5 метри над нормалата. Целата улица Васил Левски од левата страна на Вардар била поплавена. Зградата на училиштето Трајко Андреев и Благој Кирков биле под вода до првиот кат. На градското пазариште водата достигнала висина од 1 метар. 5 семејства биле евакуирани во текот на првиот ден од поплавата. 2 моста на Тополка биле однесени. Уништени 6000 кокошки и пилење на предпријатието Сточар. Бабуна се излила од коритото. Богомила била сосема изолирана од железничката станица затоа што не можело да се помине на мостот преку Бабуна. Водената стихија корнела дрва кај брегот на реката го поплавила и фудбалското игралиште. Во Богомила и Тетово биле поплавени повеќе куќи и според првите проценти околу 70 хектари засејани површини. Тетовската околија бил прекинат патниот правец и сообраќај. Надојдената пена чие ниво нараснало повеќе од 1 метар ги урнала на неколку места крај брежните ѕидови и ги поплавила улиците Ленинова, Мирчацев и Енимало. Поплавени биле и визбите на некои станови како и на ветеринарната станица. Во Прилепско Оревовачка река надошла и ги однела двата дрвени моста во подрачјето на Табана. Во ова подрачје била загрозена и една приватна куќа, поради лизгање на земјиштето на левиот речен брег. Реката довлекла дрвје и неколку грла стока. Големи површини на Прилепско поле се нашле под вода. Во Скопје биле урнати 1050 куќи, 157 згради биле под вода, 4445 граѓани без покрив. Во Петровечко поплавени биле 4000 хектари плодна земја. Водената стихија урнала 3 моста во Скопје и 3 во Ѓорче Петров. Во Охрид биле урнати од поплавата 36 куќи, оштетени 57, а во 56 куќи не можело да се влезе затоа што во нив 2 дена по поплавата има локали вода. Во голем број градови извршена била општа мобилизација на населението. Стоковната куќа Скопје пријавила првата материјална штета од 300 милиони динари. Се претпоставува дека вкупната штета од поплавата била преку 10 милијарди динари. Канализационата и водоводната мрежа биле тешко оштетени. Уништена била пумпната станица кај Рашчи и она кај Козле. Сарај бил комплетно уништен, до него не можело ниту да се прииде. Се појавували подземни води кои избивале на одделени места од Вардар, како на пример кај железничката станица. Зградата на Народниот театар во Скопје била оштетена, посебно електричните инсталации и механизмот за ротирање на сцената. Катастрофални поплави во Скопје имало и порано, уште во османлиско време. Иако за тоа време отсуствуваат било какви метеоролошки податоци, останале многу пишани траги и податоци за едно време во кое дивеело коритото на реката Вардар и особено малечката рекичка Серава, во тоа време единствената канализација во најстарото градско јадро. Главните извори на загрозување од поплави во османскиот период во Скопје доаѓале од 2 места. Тоа е Вардар и секако тука треба се спомне реката Серава, која што го загрозувала северниот дел, односно тогашното градско јадро при поплувањето. Историјата бележи серија на поплави во 19. век, кои што биле предизвикани од Вардар пред се, а потоа и од Серава. Така, барем во втората половина на 19. век, регистрирани се поплави во 1856 година, потоа во 1871, во 1876 година, во 1880, во 1895, во 1897 и во 1907 година. Први на удар при поплавите што ги предизвикувал Вардар бил делот од градот што се наоѓал од десната страна на Вардар, при што излевањето најчесто доаѓало од
подрачјето кај Тафталиџе имало закинување на Вардар и редовно го поплавувал делот на градот кој што се наоѓал од десната страна на Вардар. Меѓутоа, имаме ситуации кога Вардар ја поплавува и левата страна на Вардар. Така, например, при поплавата во 1895 и 1897 година е поплавено комплетно Еврејското мало и Пајко мало во Скопје, а водата тогаш достигнала дури до покриената чаршија. Додека пак при поплавата од 1907 година, покрај тоа што биле повторно поплавени овие мала и од левата и од десната страна на Вардар, имаме и прекин на железничкиот сообраќај заради штетите кои што биле нанесени на железничкиот мост и се разбира на пругата која што минувала од Скопје па на север кон Србија. Скопје дополнително било загрозувано од водите кои што се слевале од Водно, кое во тоа време било тотално голо. Тоа може да се забележи и на поголем број на фотографии кои што постојат од тоа време, така што овие води се слевале од Водно и завршувале во неговото подножје, допирајќи до железничката линија, но ја пробивале и неизе, при што се создавале голем број на бари, кои што потоа станувале сериозен извор на зарази. Од друга страна пак централното градско јадро на Старо Скопје всушност најчесто било загрозувано од реката Серава, која што доаѓа од север, од падините на Скопска Црнагора и се влевала во Вардар во непосредна близина на денешната зграда на Македонската академија на науките и уметностите. И оваа рекичка, која што на некој начин била своевиден природен канал или канализација, подобро кажува, на Скопје, многу често знаела да го поплави од двете страни, и од лево и од десно, централниот дел на Старо Скопје. По тие причини во 895 година се превземени мерки за нејзино регулирање, при што делот од вливот на оваа река па се до Јаја Пашината џамија бил канализиран, при што горниот дел е поплочен од реката, а од двете страни били изградени тротоари, но тоа не значи дека пак бил отстранет изворот за поплување, затоа што реката не била регулирана во горниот дел од својот тек, односно на север од Јаја Паша па до крајот на Чаир. Со оглед дека августовската поплава спаѓа во исклучително ретки феномени за кои експертите се еднодушни дека во догледно време тешко може да се повтори, се поставува прашањето дали во некоја друга прилика вакво или слично непријатно изненадување на скопјаните може да им го приреди реката Вардар во придружба со Треска и Лепенец, за кои знаеме дека во повеќе наврати тешко го поплавувал Скопје. Има и помош од наши луѓе. Кои биле причини за поплавата? Повеќето од поплавите се случиле во втората половина на ноември до првата половина на јануари, значи сезонскиот десен во зима. Сепак, повеќето екстремни поплави во Македонија биле регистрирани на почетокот на пролетта, од февруари до крајот на мај. Историски гледано, реката Вардар била подложна на неколку поплави, како што рековме, 78-та, 79-та, 1800-та, 1856-та, 58-та, 76-та, 78-та, 1886-та, 1895-та, 1897-та година. Поплавата во 1916-та година се случила во мај, кога во Скопје се јавило изливање на водите на левиот дел од реката Вардар, додека во десниот дел од реката Вардар водите се излијале до старата железничка станица. Нема многу информации за оваа поплава, но со голема сигурност може да се каже дека голем дел од Скопската котлина бил под вода. За поплавите во 35 и 37 година има соодветни информации за протоците кои се мерени во хидролошките станици. На поплавата која се случила на 16 ноември 62 година и претходеле интензивни дождови во горниот тек на реката Вардар и сливот на реката Треска, како и сливот на реката Лепенец. Една од најголемите поплави која го зафатила Скопје во периодот од 16 до 20 ноември 62 година.
Неполна година потоа се случи катастрофалниот скопски земјотрес со 63-та. Ретко кој град во светот за толку краток период доживеал толку многу несреќи. Но дали има врска? Дали водата, поплавите може да се донесат во корелација со земјотресите? Некако како напишано правило се случаите така поплава, земјотрес и оваа година поплава па земјотрес, има ли врска водата со земјотрес? Јас стално тврдам дека нема, не само ја. Многу малку има трудови научни. Јас намерно гледав да нешто ја грешам. Обично на овие наши симпозиуми, на сите овие наши во меѓународните часописи за земјотресно инженерство, практично нема такви статии каде што тоа го третираат. Ја мислам дека нема корелација и многу малку има такви статии, затоа што сепак длабината на земјотресите се над 10 километри и не може да дојде до тоа, иако има тие индуцирани да ги кажам земјотреси кога се полни некој езеро, некоја акумулација, каде што не знам, ке има поголем товар од водата која што се полни, да дојде до некое додатно напрегање, па да направи некој да кажеме, мало поместување со релативно магнитуди помеѓу 2 и 3. Тоа е карактеристично, али од сама поплава и од сама, да кажам, како пороен многу силен дожд, не постои во светот, нигде во учебниците нигде не пишува. Тоа се појави кои што се со тектониката на плоши, тоа се огромни сили со самите раседи, кога не се придвижуваат тие, пукнатината е толку добро притисната меѓу двата блока да има мало минимално поместување, но водата и товарот од водата не можат да инициираат такви јаки силни земјотреси и тоа го тврдам со сигурност не ја, него и сите практично научници кои што се занимаваат со сеизмологија и земјотресно инженерство. Во извештајот насловен како градење отпорност на ризик во Западен Балкан се вели дека во катастрофите во Западен Балкан само во последните 2 години се погодени 15 пати повеќе население и се предизвикани 30 пати поголеми економски штети споредено со целиот период од 2000 до 2013 година. Најголеми штети предизвикаа поплавите во Босна и Херцеговина, Хрватска и во Србија во 2014 година, а додека напорите за обнова поддржани од меѓународните донатори се обидуваат и ден денеска да го нормализираат животот таму. Западен Балкан и Македонија и натаму остануваат високо подложни на природни катастрофи, се велат во светските извештаи. Голем број жртви во поплавите во Скопје во август 2016 година го истакна значењето на концептот преживеј за да раскажеш. Овој концепт беше тема на Меѓународниот ден за намалување на ризиците од катастрофи. Овој слоган ја нагласува и важноста за јавна свест и подготвеност, која заедно со инфраструктурата од заштитен карактер, како пример од водните канали во случај на бура, како клучни компоненти во сите напори за намалување на ризиците од катастрофа, да се одржуваат и од институциите, но и од луѓето. Знаејќи што да се прави и што да не се прави во случај на екстремни временски услови, може да ја направат разликата помеѓу опстанок и трагедија. Свесноста и подготвеноста ќе стануваат уште позначајни, бидејќи климатските промени ги прават катастрофите се помалку предвидливи, како и она што не се случи минатата година. Спречувањето на поплавите е основа и на програмата на UNDP и во последните 2 години системите за брза проценка на ризик од поплави се имплементирани во 3 најризични речни сливови: Црна, Струмица и Пена во Македонија, како и за поројните планински потоци во Полошкиот регион, Водно и Скопска Црна Гора. Да се надеваме дека сите овие мерки ќе бидат доволни, веќе да не ги гледаме овие слики кои што и сега ги гледате зад мене и ги гледавте во целото ова досие, на поплавени улици, уништени животи, поплавени домови, огромна материјална штета, но и човечки жртви. Да се надеваме дека веќе нема да гледаме вакви слики.